Здраво, малечки принцови и принцеси, добре дојдовте. Денеска се наоѓаме во центарот на Скопје. Оваа улица е улица Пиринска. Поводот за кој што сме дојдени овдека не е овој прекрасен хотел кој што се наоѓа позади мене. Не е пак ниту оваа руска амбасада која се наоѓа од другата страна. Поводот за кој што денеска дојдовме на оваа улица е токму оваа продавница за домашни миленичења, верували или не. Доколку вистински сакате да си поминете убаво следните 60 минути, останете заедно со нас на програмата на Канал 5 и емисијата Супер звезда. Јас одам, дечињата ме чекаат вонатре, ете ги, јас и мафтам, тие не ме гледаат, ете ги, ме гледаат, почнуваат да мафтаат. Јас одам вонатре, а вие почитувани гледачи тргнувате веднашка по мене. Одиме. Здраво, супер звезди! Дечки, добри ли сте? Шо правите? Ајде сега да се представиме пред гледачите да видат кои се денеска ќе учествуваат во оваа емисија. Драги гледачи, оваа женска овде се вика Моника Дукаска. Здраво, Мони, како си, добра ли си? Да. Јас знам дека ти чуваш дома мачка. Да. Дали е убаво дома да се чуваат животни? Да, ама треба повеќе да пазиш. Треба повеќе да пазиш на што? На тоа како ја чуваш или на тоа да не ја даваш да прави многу белени станот, да кине намешта и слично? Да, тоа па порано се случуваше сака порасна не пребели. Сега не прави бели, фала ти. Мони, одиме понатаму да ја поздравиме. Михаела? Здраво, Михаела, да пукне. Како си, кукла? Добра. Дали ти чуваш некој домашно животно? Не. А дали во скоро време планираш да земеш некој животинче дома? Сакаме риби да чуваме. Сакате риби да чувате. Денеска сме дојдени на право место. Ти благодарам на тебе. Здраво за оваа девојка, што се вика? Деана. Здраво, бе, Деанче, како си? Добра. Кажи ми, дали ти дома имаш некој животно? Не. Дали некогаш си посакувала, значи, да чуваш некое животинче дома? Јас сакам да чувам риби во аквариум. Ти сакаш, а не сакаш шимпанзо да имаш дома? Не. Ќе го праќаш да ти вари кафе, да ти пречекува гости, да отвара врата, да оди по леп, ќе го праќаме вестници да купува. Епа не може. А, може да и може. Не знаеме. Фала ти, Дејанче. Одиме да представиме оваа згодна девојка што се вика Јоана. Како си, Јоана? Здраво, живо, дали си добричка? Да. Јоана, ме интересира дали ти дома имаш некој домашно животно? Да. Какво животно е? Куче. Куче, во моментов го чуваш, значи сега? Да. А претходно дали си имала други кучиња? Не. Значи ова е прво домашно милениче кое што ти го имаш сега од твојот живот. Да. И како си задоволна од тоа? Супер. Им препорачуваш на другите дечиња, мајки, татковци, баби, дедовци кои што не гледаат да си чуваат домашни миленичиња? Да. Значи тоа е нешто прекрасно. Да. Благодарам, Јоана, фала ти многу. Да видиме оваа згодна девојка. Ау, две биле. Здраво, како се викаш ти, кукла? Не. Здраво, кажи ми што правиш, дали си добра? Да. А колку години имаш ти, Злата? Ти си тука заедно со дадичка, еве, дада Нерма се наоѓа позади тебе. Здраво за Нерма, како си? Браво, добра. Што правите вие двете овдека денеска на гости дојдовте, така? Да. И уживате ли во просторов кај што дојдовте? Да. За кратко време ќе им објасниме нашите гледачи во суштина каде ние точно дојдовме денеска. Кажете ми дали дома имате вие некој живот? Не, порано имавме рибчиња и ги чувавме кај баба ми, а тие умре и сега моментално немаме. Сега нема. А посакуваш ли да имаш значи домашно? Да, и ќе имам куќа. Наскоро чекаме куче со Нерма. Ти благодарам многу, фала. Здраво за оваа згодна девојка. Имаме малку солзи во очите. Да. Зошто, Злато? Ба се плашам. Од кого бе, Златичко? Па дека сум сама. Ама не си самичка, тука сме ние и супер звездите и гледај сега колку е интересно. Ајде им пратиме бакнежи на гледачите. Види сега, тие не гледаат, а ние им праќаме бакнежи. Како се праќаат бакнежи? Ајде да пратиме бакнежи, ајде да им пуснеме бакнежи, бакнежи за сите гледачи. Како беше твоето име, ти си? Ема. Епа има ти си згодна девојка и голема девојка. Колку години имаш? 4. 4 години. Сега кажи ми, ема ти дали имаш дома животно? Не. А сакаш да имаш дома? Да. Какво животно сакаш да имаш? Слон? Па, не. Жирафа? Не. Носорог? Не, ја повеќе сакам куче. Сакаш куче, какво куче, Злата? Па, сакам црно. Црно куче ќе најдеме едно. Големо или мало? Па, големо. Големо црно куче за ема ќе најдеме одмах. Гледаш ли дека тука е интересно? Да. Нема веќе да плачеме? Не. Ајде да се гуштаме и да се бачиме еднаш. Ајде. Ете, готово, браво, супер, фала. А оваа згодна девојка овде се вика? Ирина. Ирина, да пукне Ирина. Како си, Иринче? Супер. Дали ти дома имаш некој животно? Да. Јас знам дека ти живееш во куќа, имате голем двор и таму е идеално место за да се одгледува некакво животно. Што имате сега? Па моментално имаме куче и две риби. Куче и две рибчиња, браво. Прето сте имали други животни? Па, да, имавме уште едно куче, ама умре. Умре, добро. Значи, за човек се вика почина, за куче се вика пцови са. Пцови са.
Ете така, тука и незината сестра. Дина. Здраво, Дина, како си, Дина? Добра. Значи, со дадичка вие си одгледувате животни, дали се согласувате во одлуките за куче, за мачи или може би ти сакаш нешто друго? Па не. Исти работи сакате двете? Да. Браво, дали сакате дома, например, да имате магаре да чувате, као домашно што? Не фам. Мислите дека тоа не е интересно за чување по куќа? Па вели интересно, ама лум ќе биде дома. Лом ќе биде со магаре тоа, што би било вака интересно да се чува нешто? А па за мене не знам. Некој убаво животно што можеш да го галиш еж, например. А не фам. Можеш, ама ќе си избоцкам. Сакам зајче. Зајче, ете имаме и денеска во нашата емисија едно прекрасно зајче, драги гледачи, ќе го видите, само пред тоа да се допредставиме. Еве Марта, здраво за Марта. Здраво. Марта, како си ти? Добра. Кажи ми дали ти имаш некој животно дома сега? Имам папагал само. Папагал, бе, како се вика? Рики. Рики прави муавет? Не. Кажи ми кој кафе Рики? Па мало. Вака да покажеме од прилика кој каф? Тој каф Рики е тигрица? Да, ти. А каква боја е? Па сиво, бели кафеава. А со што го раните злато дома? Со проса. Со просо јаде. Најчесто јаде, значи Рики, просо, такви се сите папагалчиња, јас ти благодарам. Дали сакаш да чуваш некој друго животно? Сакам куче. Сакаш и куче. Браво, Марта. Браво. Одличен избор. Фала ти. Одеме да го представиме Филип. Како си, Филип? Добар ли си? Да. Кажи ми, Филип, ти живееш во куќа или стан? Јас не знам за тебе точно. Куче. Во куќа. Сега, и тоа е убаво место каде што може да се чува некој животно. Имаш ли ти нешто дома? Не. Во моментов нема некој куче маче? Не. А дали твоите другарчиња чуваат нешто? Некој од твоите соседи, некој комшија има некој животно? Има. Имаат кучиња? Да. Мачиња имаат? Не. Ти што би сакал да имаш? И куче. Маче. Сакаш и куче и маче да имаш. Браво, Злато, ќе направиме денеска дојдовме на вистинското место. Еве сега да ја представиме оваа згодна девојка што се вика. Моника. Браво, Моника, како си? Добра. Колку години имаш ти, Моника? 9,5. Ти и твојата дадичка Михела, тука кажи ми дали дома чувате некакво живот? Не. Дали порано сте имале домашно миле? Не. Дали вие мислите дека е интересно или не треба да се чуваат домашни миленичиња? Ја мислам дека е интересно. Мислиш дека е интересно и што би сакале да имате вие? Риби. Риби, браво, тие многу викаат, многу прават галама, ќе издржите ли дома? Да. Викаат комшиите полиција секој ден. А какви риби сакате? Обични или пирани, некои тие со заби што јадат? Па, не. Добро, ќе видиме. Денес имаме голем избор на ова место каде што дојавме и за крај, драги гледачи, само ја да дојдам од оваа страна. Да представиме оваа згодна женска по име Сара. Здраво. Сара, конечно најавивме пред фестивалот дека ќе добие братче. Сара доби братче и го крстивме. Давид. Да е жив и здрав Давид, многу да го гушнеш и бациш и да го поздравиш од мене. Сега бидејќи имаме братче дома, предпоставувам дека немаме животно некој домашно. Имам, го чувам долека и дедо ми. Вистина? Папагал. Абе папагал имаме, значи сега само го преселивме папагалот, отиде кај дедо. Како се вика папагалот? Роко. Колку време Сара го чувате вие Роко? Едно 2 години. И дали ти е подобро со Роко или без Роко? Па, со Роко. Значи и животот знае да ти го направи поинтересен тој Роко, папагалот тој зборува, прави, Не. лета пее, што прави папагалот? Мирен седи? Повеќе мир. А дали сакаш уште некое животно да имаш, значи сега мато кога ќе порасне, ќе може да чуваме плюс уште некое животно. Дали би сакал уште нешто да имаш? Да. Што, например? Куче. Куче, браво. Сега ти благодарам, почитувани малечки принцови и принцезаи, дами и господа, денеска дојдовме, значи, во најдобрата, најголемата, најубавата и најинтересната продавница, вистински е така? Да! Кажете им на нашите драги гледачи да знаат дека ги лажам или не? Драги гледачи, добро дојдовте во Zoo Vivarium, најубавата продавница за домашни миленичиња. Тоа беше и поводот што супер звездите денеска дојдоа овдека. Има многу интересни работи за кои ќе ви кажуваме, ќе ви раскажуваме, ќе ви ги презентираме и покажуваме на телевизија во следните 60 на минути. Затоа останете заедно со нас до крајот на оваа емисија. Јас ви гарантирам дека ќе си поминете лудо и незаборавно. Одиме со мала пауза, се враќаме за неколку минути повторно овде. Почнуваме со реклами. Се враќаме во програма, драги гледачи, директно од продавницата Zoo Vivarium. Денеска наш домаќин е собственикот Батко Војо. Здраво за Батко Војо. Добар ден. Да му кажеме здраво на Батко дојдовте. Војо. Здраво. Да му пратиме бакнежи за почеток на Батко Војо, што беше добар и не прими, не покани овдека и ни направи да се чувствуваме како дома.
Батко Војо, како си? Чест ми е, супер, одлично. Вака со едно одлично друштво, мислам. Дали била по-полна продавница од ова денеска што го направивме? Дефинитивно не. Со толку звезди, сигурно не. Баш ми е драго. Ние имаме еден куп прашања што сакаме да ги поставиме, да дознаеме многу работи што ни интересираат за животните. Ние впрочем сите сме љубители на животни, сме или не сме? Сме! Сакаме или не сакаме животни? Затоа и решивме да дојдеме на најдоброто место. Ние прашавме кои се тие, што се, каде се, и така дојдовме, значи, до Зоови Вариум. Имаме многу прашања, кој ќе го постави првото прашање? Ајде да видиме, Сара, твоето прашање кое е? Што значи името Зоови Вариум? Значи, Батко Војо да ни каже за почеток што значи името Зоови Вариум. Па долго време се мислевме, значи дејноста што ја вршиме, значи работата што ја правиме тука, да одговара со името кое што ќе го дадеме на самата фирма, на самиот Дуќан, и така излезе Зоови Вариум. Сега што поточно значи, зоо ќе биде кратенка од една зоолошка градина, значи зоологија, кратенката е зоо, а вивариум е веќе еден простор, значи аквариум веќе сите знаеме што е. Аква, нели, вода не асоцира, животни кои што живеат во вода. Терариум ќе биде, нели, тера земја. Аква терариум е нешто помеѓу, а веќе вивариум ќе биде, значи, вива соживот, значи да живее, би му значило, нели, тоа во превод. Ова е еден мал простор, да, во кој што ќе живеат повеќе животински видови и од водата, и од копното, и од воздухот, значи буквално сите на едно место. Ние знаеме дека овој Дуќан, значи претходно, кој што денеска се наоѓа овде на улица Пиренска, пред тоа бил на друго место. Многу скопјани знаат дека се наоѓа во близина на школото Песталоци или Така, беше Песталоци, сега сме моментално тука. Колку време има, значи, поминато како е преселен овој Дуќан? Па еве веќе половина година, значи некаде 5-6 месеци скоро правиме тука, еден мал јубилеј и се надевам дека тука ќе останеме подолго. Така си работи сега веќе на новата локација. Да имаме следно прашање, има оваа згодна девојка овде. Здраво, Марта. Од колку Батко Војо чува животни? Да видиме, значи, од колку години Батко Војо чува живот? Батко Војо чува животни буквално од како вас, нели, ваша возраст некаде. Некаде 7-8 годишна возраст моја почна да чувам аквариумски рибки, ги размножив. Па потоа купив желки, па хрчаци, па некаде во 7 одделение добив првата игуана и сега некако еве моето семејство, моето царство прерасна во ова што е сега, нели? Да, ја мислам дека овде ќе имаме едно интересно прашање што сака да го постави Мони. Мони, твоето прашање е? Дали му е страф на Батко Војо да држи во рака животни? Многу дечиња, значи, се плашат некогаш кога ќе видат змија, глушец, едно друго, па дури и од некои видови папагали, мачки, кучиња. Дали Батко Војо се плаши од животни? Па не се плашам, и јас, нели, како мал, како Филип во вашето друштво, ете и он си игра сега со змија. Ја така си играв со сите можни играчки што беа поврзани со животни, значи змии, гуштери, зајчиња, пајаци. Потоа почнав и да ги бркам, нели, по екскурзии кога одевме од школа, по двор кај баба, кај дедо, нели, и така некако прерасна таа моја љубов во тоа да сакам да ги видам и одблиску, да ги чувам кај мене дома и така, нели, почнав да ги чувам. Колку све животни до сега вака може ли да се има некоја приближна бројка колку све животни Батко Војо имал до сега? Па едно време кога ги чував сите овие дома, значи некаде последната евиденција, значи откако ги преброивме сите беа некаде 50 во мојата соба и веќе прерасна толку многу што морав да се преселам некаде, да направам нешто и така излезе Зоови Вариум. Одлично, ти благодарам. Да видиме понатака, последно прашање го имаме од Микаела. Повеле, Злата. Јас сакам да го прашам Батко Војо дали кога бил мал ги сакал животните. Значи, дали уште од ептен мал си ги сакаш живот? Па уште од најмал. Јас некако израснав со зоолошка градина тука во Скопје, со животинско царство. Значи уште како мал го собирав тој албум, посетував зоолошка градина и некако преокупиран уште од дете, буквално целодневно со животните. Многу сакав од градинка кога ќе не однесат во дворови кај што се чуваат кокошки, кај што се чуваат кози и слично. Мене ми беше интересно, бидејќи сепак сум израсна тука во центар, значи во Тафталиџе, една баш градска населба каде што не можев да ги видам сите тие животни, можеби таа моја желба кон нешто што го немав, нели прерасна во ова денеска да го видам. Јас би сакала да прашам, имаш ли некој твое омилено животно? Така нешто што постојано го чуваш дома. Тешко е да се нели каже сето тоа, но ми се чини дека мал број од вас го знаат тоа животно, се вика окапи. Знае ли некој? Окапи, да видиме некој дали знае што е окапи? Да видиме, Нерма, знаеш ти? Јас мислам дека тоа е живот на игуаната. Мислиш дека е игуана, дали е тоа игуана? Не, значи игуаната е видот на гуштерот кој што јас го имам во дуќанот. Окапи е видот на животното кое што јас најмногу го сакам, потекнува од Африка. Личи на антилопа, на зебра, на жирафа и на коњ. Значи сега малку така еден мал микс, значи личи повеќе на антилопа со шарени нозе, со долг ваат како жирафата
и со две мали рокчиња како што ги има жирафката со пувки нели на врбот. Како да се топчиња. Интересно, симпатично животно, може да омилено затоа што е ретко доста и многу тешко може да се види нивниот број, значи во природа, истребени се доста. А единствено животно можеби кое што не би сакал да го имам или да го чувам, можеби е слепото глувче лилијакот, како нели го нарекуваат. Единствено тоа е едно што од животните кое што не би сакал да го чувам, да го имам, никој пат ништо лошо не би му направил, но не би сакал да го играм. Сега Батко Војо да ќе каже никогаш ништо лошо не му направил. Јас сум гледал деца на улица, можеби вие дечиња сте гледале некои деца како влечат мачки за опаш. Сте приметиле такви? И после што прават, земаат камења и фрлаат по куќиња. Дали е тоа исправно да се прави? Апсолутно дека не, апсолутно. Значи ние треба да ги осудиме таквите и да им дадеме порака дека животните имаат душа исто како и луѓето. Фала Богу, значи сепак се тоа животни кои што не може да се грижат самите за себе, бараат храна, затоа се во градската населба тука. Треба ми се чини да им помогнеме, а не да ги повредиме. Апсолутно, и јас сум за тоа и не само да им помогнеме на оние животни кои што ги гледаме секојдневно низ градот тука околу нашите згради, и оние животни кои ги чуваме. Хрануваме дивите птици сега во зимно време, значи тоа е обавезно. Ако имаме по дома пченица, пченка, сончоглед, живи, значи не печени житарки, може слободно да ги дадиме на голабите, на врапчињата, не леп, значи лепот може да ги здебели, да им наштети повеќе отколку што може да им нели даде добро на птиците сега во зима. Апсолутно. Дали вие дечиња се чувствувате подобро вака кога ќе излезете надвор со тоа што има животни, значи има птици, мачиња, кучиња, зајчиња, змии, со сето тоа што го има околу нас. Убав ли ви е животот таков? Замислете да отидете во шума и да нема ниту една птица. Замислете да отидете на езеро да нема ниту една риба. Да. Значи ние сме тие кои што го правиме светот да биде убав или лош за нас, да биде прекрасен или да биде грд. Значи треба ги чуваме животните? Од сега нема да влечеме мачки за опаш на улица? Не. И нема да тепаме кучиња на улица? Не. Напротив, ќе правиме све за да ги сакаме животни. Така да ги заштитиме. Да ги заштитиме. Благодарам Батко Војо, сега ќе направиме мала пауза, а потоа ќе се вратиме овде да ги разгледаме, значи аквариумите, па таму има некои кафези и некои многу други интересни работи кои сега за сега ги оставиме да бидат тајна за гледачите, но наскоро за неколку минути они ќе видат за што станува збор. Баш да чекам. Пауза, драги гледачи. Повторно сме ние во програма, драги гледачи. Батко Војо, супер звездите, сите собрани овде во една прекрасна просторија. Батко Војо, каде дојдовме? И па дојдовме во она последната соба од првиот дел, ќе му дојде, значи тука ги чуваме птиците и ги чуваме глодарите. Има птици глодари, да објасниме, значи што поточно има овде, што се тоа глодари, што се тоа птици. Во овој дел, значи позади мене се птиците, тука имаме неколку пилиња, некои се од Австралија, некои се од Африка. Да, само од тие две места се, значи од земјината топка, тоа горе се вика розела папагал, овие се до него розен колиси, тие се соседите од Африка, овие се доле пеечки папагали и нимфа папагал се вика, тие се доста чувани, ги има кај нас, во домовите може да се сретнат, тие се од Австралија. Ова доле е коза папагал, бидејќи баш блее како коза, баш така вика, како козичка некоја. И до нив имаме едни мали австралиски зебички, значи тие не можат да имитираат човечки говор, да зборуваат како папагалот, ама се такви мали, сладки, шарени и интересни. Понатаму, значи веднаш до нив се глодарите. Ние имаме три вариетети на морски прасиња, значи обично, она е шелти, полудолго влакнесто морско прасенце, и овие горе имаат виткано влакно, ги викаме мерино морски прасиња, личат како мали јагниња, како овчички се. Мерино овце што дава убава волна. Ете така. И под нив, значи измеѓу се хрчачињата малите сириски хрчаци. Веќе понатаму се папагалите од поголем калибар, значи едниот е големиот Александар. Тој иначе папагал кој што името го добил по Александар Македонски, потекнува од Индија. Од Индија донесено? Од Индија, да. Сега е веќе возрасен, машко е. А овие доле се рајски папагали, барабант папагали, исто од Австралија. Батко Војо, овдека гледам се има некои како врапчиња ли се, што се овие? Тоа се диамантски гугутки, тоа се најмалите гугутки на свет, потекнуваат исто од Австралија. Се мали такви сладки, значи личат на оние нашите што ги имаме во природа, само се овие многу помалечки и по телото имаат баш такви диамантски мали како бисерчиња бели и потоа и го добиле името. Тие тука ги имаме во пар и има една мала зебичка во гнездото што им прави друштво. Не е нивно малечко, само им прави да им биде поинтересно на гугутките. Многу убави прекрасни пилиња, дали они пеат? Гуга, баш како нашите гугутки, значи гуга. Знаеме како гуга гугутка. Така. Само што се многу миниатурни. Дечиња ви се допаѓаат гугуткија? Да.
Браво за ово овдека, што е овдека пред нас има еден кафез батковоја. Во кафезов има едно црно бушаво. Што е ова во суштина? Зајче. Значи тоа е мини зајче кое што не расте поголемо. Значи не е како оние зајчиња кои што може да би сме ги виделе кај баба, кај дедо и слично. Значи не расте големо, туку останува такво малечко. Работата со ова зајче е пак што ќе остане мало, а ќе му порасне влакното. Значи е ангорско, како што имаме ангорски мачиња, ова ангорско е зајчето. И лавија глава се вика овој вариетет, бидејќи на главата му расте многу повеќе влакна и добива грива како лава. Така го добива тоа прекрасно е зајче. Зајче лавија глава. Ова зајче, например, може да се галива, не гризе. Може слободно да се игра, да се шета во двор, во станот, можеме да го изнесеме надвор, на поводник како мало маче, да го прошетаме. Благодарам. Имаме прашања? Да. Ајде да видам кој прв ќе праша. 3, 4, Дејанче, злото повели. Јас сакам да го прашам Батковоја дали папагалите се плашат од луѓето. Еве сега, дали например некој од овие папагали се плашат од тоа што сме ние овде? Па, моите папагали се сите навикнати, бидејќи се во Дуќан и секојдневно доаѓаат многу дечиња, многу луѓе тука и ги гледаат, значи самите птици, они се навикнати. Инаку оние кои што ги чуваме по дома, не би требало, значи да ги шетаме така редовно по гости, да ги носиме туку да се седат во собата каде што ги чуваме, каде што наменето нели да го чуваме папагалчето. И кога ќе ни дојдат гости, значи можеме да ги запознаеме со папагалчето. Значи да го пуштиме прво самото да ни дојде, да ни долета и слично. Никако со сила. Никако со сила. Да го земе папагало да или врз кафезот да му дојдеме, да. Да, тогаш тој се плаши, значи. Плашаме, да. Благодарам. Следното прашање го има кој? Ајде да видиме. Здраво, Нела. Вида папагали има. Браво, Нела, фала. Значи, колку видови на папагали имаме? Па многу, буквално многу видови на папагали, дури секојдневно значи се јавуваат нови мутации, нивни нови видови се регистрираат. Кај нас еве тука во Зоовивариум имаме некои си десетина типови на папагали, што мали, што средни, што поголеми, значи ги имаме околу десетина вида тука. Најчесто од каде доаѓаат папагалите овде кај вас? Ете претежно се по потекло од Австралија, ете имаме и од Африка, има и од рековме од Индија, значи од Јужна Америка исто така. Во Македонија ме интересира, немаме папагали? Немаме папагали во природа. Нашиот значи Александар Македонски многу сакал папагали и кога одел во Индија со себе си носел папагали, значи од таму и со себе најчесто си го носел овој зелениот, значи големиот Александар. Овој кој што го имаме денес. Кој што денес го имаме тука, нели? И во негова чест папагалот понатаму во Индија го нарекувале. Кој папагал е тој на Александар, тој многу што го сакаше Александар Македонски. Донел неколку тука и почнали дури да ги одгледува. Значи тоа се првите записи на чување папагали во Македонија. Благодарам. Следното прашање го има да кој, да видиме сега. Ајде да овие сестрички овде едната. Јас сакам да го прашам Батковоја зашто морските прасиња во што морските прасиња се разликуваат од обичните прасиња. Ајде да видиме се обични морски прасиња, каква разлика? Има разлика? Има разлика. Обично прасе треба да живее на село, например. Да, сега овие морски прасиња најчесто, значи, децата се бунат зошто морско не живее во вода, а зошто прасе не личи на прасе. И сега значи ова се животинчиња кои што потекнуваат од Јужна Америка, ги има таму по полињата, по ливадите се шетаат, јадат тревки, јадат растенија, неколку житарици. И значи при походите на европјаните во Јужна Америка, со себе си понесувале неколку од овие прасенца за да си ги имаат на бродот. Ги користеле за жал во тоа време како храна. И нивното месо го споредувале со месото на прасето. Значи го викале прасе кое што го користеле во исхраната и нели било мало практично за на бродот. И кога дошле во Европа, ги викале прасињата, значи кои прасињата што ни дојдоа од морето. Од морето. Сакате да сготвиме да пробаме едно морско прасе денес? Денеска не се јаде. Дефинитивно. Многу одамна било кога луѓето имале мака и потреба да одгледуваат по бродови, значи такви Така работи. се ги чувам исклучиво како домашни миленичиња. Регистрирани се некаде 105 вариетети на бои, на типови на влакно. Значи тука видовме мерино, значи со виткано влакно, со рамно влакно, со подолго влакно. Има со вртени, значи наделка што има повеќе, наделка што има помалце влакна, има со шара како сиемска мачка што има шара, значи има 105 различни вариетети. И 5 вариетети. Прекрасно. Да видиме следното прашање е кој? Ајде да видиме оваа женска. Јас сакам да го прашам Чичковоја зашто големите папагали се одвоени од помалите. Зошто поголемите се одвоени од малите, Чичковоја, ама се договоривме Батко ќе го викаме бидејќи е Батко. Батковоја. Ај сега навистина зошто се одделени поголемите? Така, сега помалите папагалчиња најчесто се плашат од овие поголемите и мора да ги одвоиме.
Значи тоа е првата причина. Втората причина е бидејќи не се знаат. Значи едните потекнуваат од Австралија и никој пат не се виделе со овие своји роднини од Африка. И мора да ги одвоиме бидејќи не се знаат и може да се закачкаат, да се караат бидејќи не се од исто место по потекло. Инаку сакам да прашам, овде има некаква храна, дали е баш тоа храната, токму таа што им ја даваме значи на овие папагалчиња овде? Да, значи овошјето и зеленчукот го имаме тука, претходно добро сме го измиле, сме го исчистиле, значи од оние ливчиња што се непотребни, сега ги сецкаме и им ги даваме на папагалите. Дали може сега да им дадеме малку да каснат тие ако се гладни да пробаме? Може, ќе ми помогне некој. Апсолутно, да, кој сака да помогне? Кој ќе му помогне Баткова? Ајде, правиме сега една манџа сите заедно. 3-4. Драги гледачи, се наоѓаме во одделението со рибите. Батково, што се сега сите овие аквариуми овде, да ги кажеме отприлика? Значи ова е делот каде што се чуваат животните кои што живеат исклучиво во вода. Значи пред се тука се рибите. Од време на време некој шапче, значи кој што живее исклучиво во вода или желки. Претежно и во моментов имаме исклучиво риби, аквариумски рибки во неколку видови. Одлично, имаше Јоана едно многу интересно прашање. Јоана, што е твоето прашање, Злато? Каква е рибата пирана? Ајде стварно каква е рибата пирана. Ние на почетокот на емисијата ја спомнавме што е значи пирана. Па да, многу популарна, голема, малку по-лоша, по-агресивна рибичка, која што расте поголема, расте во големина на еден тањер за јадење супа. Значи, доста голема рибка, со големи заби, значи, точно, исклучува се храни со месо, но постојат и видови кои што, значи, таа фамилија е огромна, има неколку видови на пирани, некои од пираните се хранат со трева, таква пирана е оваа во овој аквариум, значи, расте не многу голема, сега се во големина на една наша 5 денарка, но ќе пораснат некаде 10 сантиметри, значи тоа се сепак риби кои што влегуваат во таа фамилија на пирани, но се не агресивни, значи не се лоши како што се оние нели во природата, агресивните кои што ги знаеме. Здраво, јас сум Марта, сакам да го прашам Батковоја какви видови на риби има. Значи ги видовме пираните еве ги во овој аквариум, Батково, какви све други видови на риби има? Тука се оние стандардни златни рибки, карасите. Може ли ги покажеме значи сега еден по еден? Скроз позади тамо, значи оние баш што се портокалови или златни, ми се чини дека најголем дел од нашата популација што не гледа во моментов ги знае и им е доста позната раса на рибки, значи златните рибки кои што нели во кине почнале да се чуваат и од тогаш па натаму, значи се најпопуларната рибка која што воопшто се чува. Популарна е бидејќи најчесто ги чуваат во оние стаклени топки. Потоа до нив се познати исто и популарни скалари, со нив беа и оние тревопасните мирољубиви пирани. Потоа имаме едни петри се викаат, ова се тука исто гупи, исто доста популарна раса на рибки. Наваму се едни барбуси се викаат, значи тие се доста шарени, колоритни, ама тоа се рибки кои што живеат исклучиво така, со нивниот вид и се малку по-лоши ако ги мешаме со другите, ги караат, ги бркаат од нивниот аквариум, не ги сакаат, не сакаат друштво многу. Не знам, во некои од аквариумите, во повеќето од аквариумите имаме оние познати риби чистачи кои што со устата го чистат стаклото, значи ете во тој еден мал аквариум може да направиме еден мал свет на рибките во кој што едните ќе чистат нешто што ќе падне доле, едните ќе го чистат стаклото, едните ќе јадат од површината, значи како едно мало семејство ќе си живеат нашите рибки, ама ако направиме комбинација на рибки која што би требало да биде направена. Секоја рибка со секоја рибка не може да се чува во аквариумот? Не, значи тоа ќе го прашаме баткото, тетката, девојчето кое што ќе го најдеме во продавницата за миленици од каде што ќе набавиме рибки, ќе прашаме кои со кои рибки може да се чуваат, а кои со кои не може. Што станува за оние риби што живеат во солена вода и оние што живеат во сладка? И тие не можат нормално заедно поради условите на живот. Апсолутно, значи сите овие рибки кои што ги чуваме во нашата позадина кои што ги гледаме, тоа се сладководни рибки, значи нивната вода е обична како и за нас која што ја пиеме, нели?
А сега од поново време почнаа да се чуваат и морските рибки. Значи за нив подготвуваме посебна вода. Значи има специјален додаток во вид на прашок кој што се додава, значи сол измешан со одредени материи кои што ги има во океаните и на некој начин правиме морска вода во нашиот дом. Справиме аквариум исто како и сладководниот, само го полниме со оваа вода и ги нормално додаваме морските рибки, како немо, како корали живи, некои слични и така. Дали овдека имаме во моментов морски рибки? Не, во моментов за жал немаме, во подготовка е, значи стаклото е направено, тоа е во другата, во соседната соба, ќе ви го покажам. Значи готово е стаклото, само ги чекаме морските рибки. Уште за крај мене ме интересира прашањето што јадат овие рибки овде? Па секоја рибка се храни со различна храна. Значи кажавме дека во еден аквариум може да има рибки што ќе јадат од доле. Значи има една посебна храна која што содржи повеќе алги и тревки кои што живеат во езерата. Тие се направени во вид на топчиња и тие топчиња паѓаат доле и они ги јадат. Има специјална храна во вид на таблетки која што се лепи за стаклата, за оние риби кои што јадат алги од стаклата. Има едни посебни ливчиња кои што многу ми се чини дека децата кои што чувале веќе рибки ги знаат, значи ливчиња кои што се користи исто како храна, црвчиња има едни посебни кои што се даваат и слично. Јадици нешто не им давате да јадат тапа, олово? Такво нешто на овие рибки не. Не им дават. Батко Војо, дали лови риби ме интересува? Не. Не, апсолутно, тој во секој поглед е екологист и се труди да ги заштити животните што е можно повеќе. Апсолутно, тоа не би го направил. Ете така, браво. Јас предполагам сега да направиме мала пауза овде. Договорено? А потоа одиме значи во последната просторија која и дечињата кажаа дека им е најинтересна. А зошто дечиња? Бидејќи таму има што? Има крокодили, гуштери, што имаше друго? Верверичка. Верверичка. Почитувани гледачи, останете заедно со нашата емисија. Во следниот дел за неколку минути се враќаме таму од просторијата каде што е нашата змија. Па да одиме да ја видиме. Нашиот терариум. Одиме таму. Ево ја просторијата, почитувани гледачи, каде што се најинтересните животни, како што кажаа суперзвездите, така ли? Да! Ете така и они кажаа дека денеска биле дојдени каде? Во рајот! Ова за нив бил рајот. Му благодариме на Батко Војо што не прими во неговиот мал прекрасен рај. Голем аплауз еден за Батко Војо за председок. Бакнежи за нашите гледачи да видат колку сме ние срекни и колку ни е весело овдека. Ние мораме да напоменеме дека останавме многу подолго и многу подолго ќе ја направиме емисијата од она што планиравме, но сепак има многу убави работи. Вакви работи може да се видат на друго место? Не! Апсолутно никаде во Македонија јас немам сретнат оваква продавница и честитам Батко Војо што си се намачил и си направил буквално еден вистински рај за било кој кога ќе дојде не само децата и нивните мајки и татковци овде кога се чувствуваат прекрасно. За љубителите на животните воопшто. Апсолутно, затоа и сме ние денеска овде. Што имаме во оваа просторија? Па ми дојдовте во мојата соба некако. Значи ова е мојата соба сега во овој да речеме покомерцијален објект можеби, но некако тука се моите да речеме некаде и од прилика се моите најдраги животинки. Значи тука се рептилите предежно, тука се инсектите, има дел од глодари. Значи да почнеме од значи на мојата позадина, значи има еден тигрест питон, значи се вика тигрина. Таа е некаде скоро 1,70 сантиметри долга. Потекнува од Индија, расти доста голема. Веднаш до нејзе се едни интересни гуштерчиња кои што потекнуваат од Африка. Тоа се леопард геко гуштери, оние кои што ги имам и на мајчката. А ова се тие значи гуштери. Тоа се тие гуштери кои што не растат толку големи, се хранат со бубачки и со инсекти. Живеат неколку години, некаде од прилика до 20, значи може да доживеат. Леопард геко се вика бидејќи го добил името по оние шари леопардови кои што ги има по телото. Под нив, значи е крокодилот, ние го викаме Кристофер, Кики си го викаме нагалено. Сега е значи бебе, сега е малечок, 50 на сантиметри е сега, инаку расте, нели, вистински голем крокодил. Сега е уште мал, има некаде 2 години, живее 50, така да има време. Следно нешто што ќе правиме, ќе му направиме еден поголем базен. Така во следната емисија ќе видиме Кристофер така голем. Договорено. Исто значи како на онаа реклама, значи еден голем вистински крокодил се надевам за скоро време. Значи ова се едни полжави кои што растат навистина големи. Потекнуваат исто од Африка. Колку големи може да? 35 сантиметри, значи кога ќе се испружи, значи прилично големо. Так, огромни полжави, значи тоа се најголемите. Тука има еден геко гуштер исто кој што се лепи за стакло и интересно е за тој гуштер геко кој што потекнува од Кина е тоа што лае. Значи лае буквално како куче,
во периодот кога се пари, кога бара девојка, кога е нервозен, кога е љут, кога не сака да го играме многу, тогаш лае. И се лепи за стакло, има едни перничиња на прстите и со нив се лепи по стакло, под зид. И може да оди под било каква површина, да. Не да може да не избега, треба по таван да го бркаме. Да го бркаме значи на секаде. До него има едни бубачки кои што се исто од африканскиот континент, растат исто. Значи тоа се бубашваби кои што се 7 сантиметри големи. Најчесто реакција беше ау, нели? Но во овој случај ние ги чуваме и како домашни меленичиња, но искрено бидам ги чуваме и како храна за другите животни. Значи храна, а воопшто и може да бидат домашни меленичиња, да, посебни услови за ушивање. Па буквално се се што така, буквално се што јади, јадат овош, зеленчук, јадат лепче, јадат макарони варени им правиме од време на време. Значи јадат буквално како и нашата исхрана, ја јадат исто и они. Да, како човек. Вие наоѓате ли понекогаш по некоја бубашваба по дома? Ау, да, Има. не волка. Ама не 7 сантиметри, значи веќе имаме такви меленичиња по дома, најчесто живеат во нашата кујна, Слободни најчесто. по некој во купатило ке прошета. И на крајот имаме една многу Едно пајаче, кое што само ми се чини дека е многу малечко, па не можеме да го снимиме. Од другата страна имаме малку поголеми негови роднини. Значи едната е од Мексико, едната е од Јужна Америка и се буквално големи како една човечка дланка. Значи толку се големи. Станува збор за тарантули, едната е мексиканска црвена коленаста, ќе ја приметим, има црвени колена буквално, а другата е кафеава и таа рековме дека потекнува од Јужна Америка, од Бразил. По нивна диагонала е верче. Верче е една верверичка. Верче тука веднаш. Сивопепелова верверичка која што потекнува од Северна Америка. Тука ја чуваме како домашен миленик, сега она малку е уплашена од нас, од светлото и од чичко камера и малку е збунета на решетката, но кога ќе се опушти, ужива да игра со нас и со децата тука што ќе доаѓаат. Доаѓа чепка по џебовите, знае да украде ракавица. Да, јаде и на кулешничиња, ореви, јаде други слични семки, јаде овошје, зеленчук, значи во неограничена количина, многу сака банана, многу сака морков, јаде јаболки исто доста. Од време на време ја пуштаме и уште не ни направила крем. Интересира од каде е дојдена верче тука, дали Од е Северна наша? Америка, Од значи Северна Америка, така, значи да. не е македонка. Да, не, дојденка е, дојденка е од надвор. И добро ми се чини дека се прилагоди тука на овие услови. Мислам дека добри услови направивме. И одговара климата и ја сака Македонија. Апсолутно, влюбена е. И сега да ги кажеме за крај, значи и овие интересни животни што се наоѓаат веднаш од другата страна од спроти верче, тоа се. Тоа се зелени игуани одгоре, значи тоа се млади зелени игуани. Сега се малечки, сега се млади, но растат навистина големи. Јас имам една баш голема. Некои од нели дечињата тука, нашите другарчиња веќе ја знаат, значи Буги тоа е една поголема игуана. Значи растат некаде околу метар и половина. Сега се само полуметар, значи многу повеќе да порастат него оваа димензија која што е тука нели во дуќанот. Се хранат со овошје и со зеленчук, значи правиме една салата, им сецкаме, им солиме малку витамини како што солиме на нашата салата сол, но на нив солиме малку витамини и минерали и им принесуваме да јадат. Тоа е она што го бараат како најосновно, температурата е исто битна, да им е малку потопло внатре. Летно време може да ја шетаме на рамо со нас, може да се гали, може да биде питома буквално како куче или маче. Апсолутно, они па еве ги гледам седат и не мрдат. Најчесто кога се задоволени потребите, храна, топлина, они најчесто се такви опуштени, се одмараат. Како и во Бразил што би се одмарали на некоја дрво. Со еден збор рај. Рај. Еве ние се наоѓаме во рад како што кажавме и имаме подигуаните. Подигуаните е еден камелеон кој што ни доаѓа од Јемен. Тука е само мажјакот, женката моравме да ја изолираме бидејќи е бремена и чекаме бебиња од незе. Тука е само мажјакот. Интересно и познато за камелеонот е тоа што нели ги менува боите. Значи знае да ги смени буквално боите толку нагло, од зелена на кафеава, на сива, на светло жолта, на темно жолта и сите нијанси на овие бои што ги спомнав. Очињата ги врти независно едно од друго, значи со едното може да не гледа нас војо, со другото Дарко или Филип, да, значи различно не гледа со очињата. Каде сака таму. Каде само со едното на една страна, со другото на друга страна и јаде бубачки, јаде инсекти, јаде со својот јазик, на врвот од јазикот има едно мало перниче кое што е подебело и го испушта јазикот, го лепи инсектот и го јаде, а јазикот му е долу колку што му и телото. Јас сум Мира Миновиќ и сакам да го прашам Батко Воја кога змијата минува кожата и како?
И зошто во суштина змијата уствари ја менува кожа? Да. Значи како помалечка, како помлада змијата, почесто ја менува кожата, бидејќи расте. Значи како што расте, така и се шири кожата и она мора да ја смени таа, значи и одоздолу да излезе нова која што ќе биде многу поголема до напретходната. И здрава змија, значи која што е добро чувана змија, ќе почне да ја менува кожинката од главата, значи од устата, така и ја отвара кожата и почнува да ја соблекува како ние што ги соблекуваме чорапите. Значи ја соблекува од главата кон опашот, буквално целата, дел по дел, она се три од камењата, се три од гранките, или во случајот, нели, од терариумот од подлогата, и ја соблекува како што реков, нели, како што ние ги соблекуваме чорапите буквално, и на здравата змија треба да ја кожурката цела, значи кога ќе ја стегнеме, ќе биде буквално цела колку и змијата. Змијата, одлично. Следното прашање е кое? Батково, ја сакам да те прашам од каде е донесен крокодилот. Од каде е донесен крокодилот од каде? Па ја памтим песничката, значи Ахтор крокодил, радосен би бил да е пак во Нил, но во моментов, нели, тоа е во терариумот и ми се чини дека му е многу поубаво, бидејќи нема потреба да бара храна, туку ние му пренесуваме храна, му правиме температура која што него му треба идеално, нели, оние услови кои што ги бара. Значи потекнува од африканскиот континент и како што кажавме, расте доста голем. Дали може, на пример, крокодилот да се гали? Може како помалечко, да. Но кога ќе порасне веќе малку потешко. Сега веќе овој се смета за мал или голем? Па малку подраснат. Малку подрасна, така да би било страшно кога крокодилот гризе. Па да. Тој има многу заби. Има многу заби и може да биде доста опасен за нас. И обожава да гризе. Обожава се што му мириса на мевце. Се што мириса на мевце гризе, така да мораме да бегаме од крокодилот. Од што не мораме да бегаме? Значи, кој животно може да го погалиме? Па од оваа соба може да погалите, ми се чини друго се што ќе посакате. Тарантулата може да ја Може. И тоа не е проблематично за гаѓање? Не. Значи може да ја пикнете. Сега она малку се плаши повеќе од светло. Значи тоа не сака, но може да ја погали. Значи сака таа темница најчесто. А верверичката може да се гали или да? Може. И таа не е дива, нема да не касне? Не. А со овие, значи, игуаните? Исто така, значи може да ги земеме, да ги погалиме, да ги поиграме, кажав, значи тој Камелеона? камелеонот исто така. Ќе ги извадиме сите и ќе ги поиграме. Ајде ги прашаме дечината што најмногу од се дека би сакале да погалат. Ајде да ми кажеш, Злато, што? Јас највеќе од овдека би сакала да погалам змијата. Ајде да видиме, братко, може ли да погалеме змија? Може, нема проблем. Нема да не искаса, нема нешто лошо да ни направи. Не. Да видиме колку деца ќе може да ја земат во рацете, колкава може да се испружи. Ајде да звара. Колку деца ќе треба да ја држат. Колку дечиња ќе треба да ја држат змијата? Кој не ја држи? А кој ќе ја држи змијата? Значи имаме такви расположени да држат змија. Не се плаши да змија? Батково, значи ќе го направиме ли тоа чудо премиерно за нашите гледачи да видат гледачите на Супер Звезда како ние денеска ќе држиме и ќе галиме питон. Индиски питон. Индиски питон. Одиме да го вадиме питонот. Ајде го вадиме питонот. Ева сега надвор змијата, значи братково она е мирна и дури не прави никакви проблеми, како што гледа. Па до сега не направила барем проблем. Она е веќе долго време со мене, значи некаде околу 2,5 години и веќе ми се чини дека добро ја знам и до сега не направила никаков поголем проблем. Лично, еве сега дали сте расположени да го видиме питонот и да го држиме сите заедно, да се сликаме заедно со питонот, да видат нашите гледачи како беше неговото име? Тигрина. Тигрина, еве, ајде да се видиме со Тигрина, значи сите. А отров дали има Тигрина? Не е отровна, значи она само стиска, не е друго ништо опасно кај незе, нема отров, нема големи заби, така да не е ништо. Сака да се дружи со луѓе? Сака, до сега само сака да се дружи со луѓе. Само сака да се дружи. Одлично. Ајде сега еве да направиме сите да се подготвиме. Ги засукавме ракавите. Еве ќе ја ставиме Тигрина кај сите нас. Еве да видиме. Главата ќе ја држиме кај Батковоја. Ете, ајде да видиме. Еве и Марта, еве го и Филип. Дали е страшно? Марта, дали е страшно? Не. Марта, ти до пред неколку секунди не сакаш да пипнеш змија, еве сега пипкаш змија. Како се чувствуваш? Убава. Страшна ли е змијата? Не. Филип, кажи ми за Тигрина, добра ли? Да. Ти бегаше и се плашеше и не сакаше. Сега се плашиш ли веќе од змии? Да. Малку сепак, одлично. Одиме сега да видиме Дина и Ирина што ќе ни кажат за змија. Па шо супер е. Убава е? Да. Како е чувството? Топла е, ладна е, каква? Па сузам обично кога да фаќаш кожа. Кожа да си фатил. Што ќе кажеш ти, Нерва? Па чувството е помалку чудно,
сепак не е исто како да пипкаш човек или малце е чудна и кожата, све е чудно. Ама сепак е добра. Мрсна е вака да видиме? Не, малку, така као Нежна, убава. многу е нежна, многу е фина. Не мириса? Не мириса. Убава е? Да, Добре? да. Ајде сега да си ја галиме, да се сакаме со неа. Браво за Чичко Војо, гледате. Сака камера исто така, гледате какви работи значи ни приреди денеска Чичко Војо. Го сакаме ли? Да! Го гушкаме ли? Да! Му праќаме ли бакнеши најмногу на светот? Да! Фала му на Чичко Војо! Пати се другата рака тука. Ете така. Еве Мони со змијата. Мони, како е сега? Добро. Како се чувствуваш, Златко? Убаво. Дали прв пат имаш змија на тебе? Да. И дали е страшно? Не. Не се плашиш ти од тигрина? Не. Ево што јас гледам и таа не се плаши од тебе, прекрасна е, колку е фина. Сега сакате ли да имате змија? Да! Значи доаѓаме овдека директно да купиме змија, но дознавме дека тигрина не се продава, тигрина е твојата миленичка. Така, да, тигрина е мој миленичко, она е тука само експонат, значи веќе е толку опуштена на сите овие контакти со луѓе, со деца, така да до сега не направила ништо страшно. Нормално е тука под мој надзор. Значи не е ништо страшно, еве ништо страшно не се случи, фала Богу, со децата. Не пренесуваат никакви болести, значи не се митерат, нема влакна, нема пердови и докажано, значи тоа може да го видиме и во светската литература, не создава никакви алергии буквално кај луѓето, така да, значи до некој аспект и безопасна. Одлично. Јас ви благодарам многу. Дали сега може тука, имаме прашања, да? Јас сакам да прашам дали тигрина, змијата, дали до сега била во рацете на друго дете или агресивна? Дали до сега била во рацете на друго дете и дали некојаш била агресивна? Не, до сега не се случило такво нешто. Она е сепак уште млада, но ми се чини дека од многу малечка ние веќе ја играме, дека веќе е во контакт со луѓе, она веќе не знае што се луѓе, знае што е храна, така да веќе ги разликува тие работи и ми се чини дека нема да има никаков проблем. Следното прашање, Злато, ајде камерата да те види брзо. Јас сакам да го прашам Батковоја колку е стара тигрина. Колку е стара тигрина? Тигрина има некаде 2,5 години, значи за целото тоа време е кај мене. Јас се имав буквално како едно мало бебенце, многу беше малечка, некаде 30 и нешто 40 сантиметри, а сега има 170 сантиметри. 170 сантиметри има колку мене. Нешто малку помалку од мене, али гледаш скоро иста висина сме се. Така може и да измериме. Така исправиме од доле нагоре. Да. Супер. Сега кој сакаше да игра со змијата? Ајде да видиме сите малку да поиграме со змијата. Одиме секој помалку, по ред одиме. Нерма, како е со тигрина? Многу интересно. Одма веќе ти посакуваш да имаш веќе една ваква дома. Да. Каде ќе ја чуваш? Со тебе у кревет? Па не. Не би сакала со мене во кревет, али би направила некое посебно место кое би одговарало. Одлично. Кој следен сега, значи, ќе игра со тигрина, повели? Што луѓето, некои од луѓето зборат дека змиите се почесто студени. Дали значи тоа точно? Точно е, значи змиите се ладнокрвни животни и доколку не го загрееме терариумот, просторот каде што ќе живее змијата, она ќе биде баш ладна. Инаку ако е топол, ќе биде топла, како што е тигрина. Кочаната во тој. Вкочаната, да ќе биде ладна. Затоа во зима никаде и ги нема. Ете така, тие се закупуваат, мируваат доле, спијат на ладна. Дина Ирина, како е сега со тигрина околу врат? Супер. Супер, сакате една сега вакви вие да имате дома? Да, ама го имаме мама и тато со куфирите и надвор. Значи, ако земете змија, мама и тато со куферите надвор ќе ја пратат? Да. Сигурни сте? Змии. Вие не сакаат змии, какви животни сакаат? Мачки, кучиња. Дали Батково продава и мачки и кучи? Апсолутно, значи буквално сите домашни миленици од кучиња, чепанели до нешто вакво слично. Да. Многу битно да кажеме дека и оние кои не ги видовме овдека, домашни миленичиња, може да се нарачаат. Така, да, во моментов и нема, но сето тоа може да се набави да се донесе. Одлично, супер. Кој сега е следен да ја стави змијата на врат? Ајде, одиме кај Марта и кај Мони. Ева, змијата доаѓа, завртете се камерите да ве видат. Леле. Страшно ли е се? Не. Мони, како е? Добре, не стиска многу. Ваков шал си немала ти никако. Не. Марта, ти што како? Мислам дека е многу убава змијата. А пред малку викаше дека не, јас не ќе да ја пипнам. Сега го промени твоето мислење.
Да. Одиме да купиме змија, одма, јас и ти злата една сега за дома и ќе си ја чуваме. Да. Во ред? Ето така, драги дечиња, дали тука може да направиме и една одјава, да ги поздравиме нашите гледачи, сите оние кои што не гледаат. Може ли да му пратиме многу пакнежи на Батко Војо, да си го гушнеме, да си го сакаме, да му заблагодариме што воопшто не прими денеска да бидеме негови гости во Зоо Вивариум, Така, најдобрата продавница која што ние не рековме рајот за нас. Ете така. Ти благодариме Батко Војо, што да им порачаме на сите дечиња кои што не гледаат заедно со нивните мајки и татковци. Па значи да ги чуваат милениците на најправилниот можен начин како што треба, значи однесувајќи се на храна, на живеалиште, значи да го направат тоа најдобро што можат, бидејќи сепак животните во домашните услови зависат од нашите нели можности, доколку ние тоа не го направиме, за нив они нема како да се снајдат. Тука сме значи ние како можеме да им помогнеме на вашите гледачи да ги одржуваат и да се однесуваат правилно со нивните миленици, без разлика дали се кучиња, мачиња, крокодили, игуани или питони. Да ти благодарам за овој совет, ти благодарам што беше гостин. Супер звезда, како си поминавте денеска? Супер! Ќе дојдеме ли повторно? Да! Го откривме Батко Војо и веќе не го даваме. Нашли е? Да! Бакнежи за Батко Војо и бакнежи за сите наши гледачи. Ве поздравуваме директно од Зоо Вивариум. Супер звездите беа денеска овде гости, почитувани гледачи. Бидете со здравје, се гледаме следната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. Бидете поздравени и гледате Супер звезда. Чао, чао, чао!